Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е, 21 часот. Ова е подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Полега ја завршуваме годината и ова е последна емисија од оваа година. И за вас имаме едно пријатно изненадување, а тоа е секако мојот гостин, без многу најави, Игор Дурловски. Македонската гордост. Игоре, добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата. Како си ми го, Игоре? Одлично. Како е да се биде оперски пејач, првенец, да се направат последниве неколку дена, 2 прекрасни концерта, обработка на љубовни народни македонски песни и цела Македонија да зборува. Како за перформансот, така и за поентата што ја погодивте во овој момент, да го истакнете македонскиот фолклор, традицијата и пред се пеевте за љубовта. Ајде да ни кажеш. Па едно прекрасно чувство и да бидам искрен, сме и многу позитивно изненадени и од одзивот. Ние концертот го најавивме пред месеци нешто од сега, односно од првиот концерт. За 3 дена беше распродаден првиот концерт. Имавме недостаток од термини во Македонска опера и балет. Имаше можност за само уште еден концерт. Го ставивме на, условно кажано, на продажба и вториот концерт. Билетите се распродаде уште за 3 дена и веќе месец и нешто пред почетокот на концертите ние имавме 2 распродадени концерти, што зборува дека македонската публика е гладна за квалитетни настани. Така да не беше позитивно чувството само за продажбата на билетите, туку и енергијата која што имавме со публиката, затоа што многу е важно за еден уметник кога ќе почувствува дека има интеракција со луѓето кои што дошле, одвоиле време за да го гледат и навистина сме пресрекни од резултатот кој што го доживеавме на 16 и 17 декември, тоа беа 2 спомнати концерти. Ја имав привилегија на 16 да ве слушам и да ве гледам. Морам да ти кажам дека не дека не сум очекувал, ама многу пријатно изненаден од целосниот перформанс. Еве ќе почнам од нешто што гледам многу малку се зборува. Сцената, промената на боите. Жолто, црвено, плаво, сино, небесно. Црквите или манастирите, не знам сценаристот како ги замислил. Недоизградени цркви. Да. Крстовите. Мене многу ми значи тоа, а мислам за изведувачите, почитуваната тоа сопруга Ана Дурловска или Дурловски и ти, како неизин партнер, за оркестарот Ајга беше, така? Ајга, да. За диригентката, да ти кажам, и начув дека целокупниот церемонијал мајстор бил Сони. Така е. Јас сум воодушевен, да ти кажам. Ти благодарам, мене. Јас сум воодушевен. Навистина многу ми значи, посебно познавајќите колку квалитетна музика си слушал, колку знаеш кога се работи за музиката, мене ми е чест да чујам. Едно имам напишано музички икони, тоа е во друга област, блуз, джез, рок музика. 2 необјавени имам, ама ја и од време, да ти кажам, ме интересира сериозната музика, така да може да се каже дека не сум бог знае каков познавач на оваа музика, ама сум љубител, да ти кажам. Особено овие преработки, па и вие што ги правите. И вре, концертите ќе завршат и ти ќе искажеш една прекрасна мисла и мислам за тоа ќе разговараме меѓу другото. Музиката е наискрениот јазик кога зборовите се недоволни. Па мислам, подобро представување сликовито, како на музиката, така на јазикот нема. Како ти текна ова да го сковаш и да го кажеш? Па ова може би е, често знам така да играм со зборови после одредени ситуации или настани. Те пратам на Facebook, гениалец. Ти благодарам. Ова беше може би не толку инспирација од последните 2 концерти, колку што беше инспирација од концертите во Осака и во Виена, затоа што истиот овој програм во скратена верзија, во скратена верзија беа истите numери изведувани таму и ние
не можам да кажам дека се плашевме, но не знаевме со што ќе се соочиме заради бариерата на јазикот. Најчесто кога се настапува на тие сцени, се настапува на некој од светските јазици, да речеме, аз кога сум настапал во странство, најчесто се изведува на италијански, француски, англиски, руски, германски многу често. И ни беше знак прашалник како ќе поминеме во Осака и во Виена, затоа што прво што се работи за македонска изворна музика, која што е преработена за симфониски оркестар и доведена на некој начин како класично симфониско, односно симфониски оркестар со два гласа. И бевме, како што кажав, беше знак прашалник како ќе не прифати публиката која што првенствено не го разбира јазикот на кој што пееме. Второ, одиме со 7/8, најчесто со тие карактеристични македонски традиционални тактови. Пулсираше во 7/8, так кажеме. Пулсираше во 7/8, публиката беше воодушевена, имавме овации, публиката бараше бараше бис. И навистина бевме страшно позитивно изненадени од одекот и во Виена и во Осака. И ова што ти го спомна е некој сублимат на сите овие 4-5 концерти. Ти даваш дефиниција, ти даваш една кратка вивисекција. Ти ја дефинираш музиката, ја така сваѓам бидејќи ја вечер со тебе ќе зборувам за твојата филозофија на живот. Ти имаш некој посебен стил што мене многу ми се бендисува. Знаеш што е вредност животна, а посебно знаеш што е вредност културна, уметничка, музичка и за мене многу добро си ја дефинирал музиката. А сега може би одиме едно ниво малку повисоко, велиш културата не е настан. Културата е обврска и малку го дообјаснуваш тоа, за да ја не го зборувам место тебе. Што ќе ни кажеш? Тој што мислеше кога ова го кажа и што ќе ни кажеш за нашата култура кога ајде пред се ја презентираш во странство бидејќи ти и твојата сопруга тоа гениално го правите по светските метрополи. Па и ова е повторно се работи во период околу истите настани кои што претходно ги спомнавме, но е поврзан и со тоа што ни се случува. Јас пред одреден период пишував околу ситуациите со одредени условно кажано турбофолк или кич шунт пеачи кои што доаѓаат од нашето соседство и навистина културата е обврска која што секој од нас кој што е повикан да ја негува или да ја практикува би требало и да ја брани. Така да сериозниот наплив на шунт и кич кој што доаѓа од соседството е по мене сериозна опасност на која што треба да се работи. Јас сум дел од Советот за култура при Министерството за култура, односно на Министерот за култура и веќе разговаравме дека на следната седница ќе се разговара и на таа тема, дека навистина треба да се превземат некакви мерки. Верувам дека ќе успееме во тоа, затоа што е наша обврска на крајот на криштата и како јавни личности и луѓе кои што се дел од културата. Ние брендолозите имаме еден израз кој присутен некои си 20 на години во брендологијата, living the brand. Јас за тебе можам да кажам living the culture. Ти ја живееш културата. Ти благодарам. Никој збор да ни кажеш за тоа? Па јас не верувам дека има уметник кој што не ја живее културата, затоа што во тој случај тоа би било само една професија, не би било и позив, не знам, тоа е најверојатно србизам користам, ама во моментов не се сеќам на македонски збор. Едноставно културата, односно уметноста треба да се живее ако навистина мислите дека ќе бидете дел од неа и успешно ќе го правите тоа. Јас глупо би било да зборувам за себе дали сум успешен или не, но навистина други зборуваат. Немој да ми бидеш многу скромен. Други зборуваат. И ќе ти покажам вечера. Јуре, кога велам living the culture, живење култура. Значи како? Јас сум народен човек, а истото си и ти си изнедрен од градот на конзулите, од градот на културата. Ама знаеш како ние овде во Скопје не доживуваат како деца на внатрешноста на, непопуларно речено, на провинцијата, која си има своји квалитети. А ја знаеш што приметувам? Еве, вие направите 2 концерта во Скопје, ама ја колку знам денови, кога се договаравме за оваа емисија, ти ми велиш, еве, одам за Битола, бев во Гевгелија, не ги оставаш ти останете градови, ти и твојата сопруга. И таму конзумирате
и другите што ве слушаат и гледат, конзумираат. Секако Скопје не Да треба ми кажеш биде. нешто за Гевгелија, за Битола? Гевгелија беше затварање на Гевгелија град на културата за 2025 година. Многу убав настан. Со истиот програм со кој што бевме во Скопје, бевме и во Гевгелија. И поминавме многу убаво. Реакциите на публиката беа одлични. Организаторите исто беа задоволни. Сметам дека нашата обврска или нашата цел ја постигнавме со одењето во Гевгелија. Во Битола беше отварање на спомен соба на нашиот еден од најголемите македонски композитори, Кирил Македонски, човекот кој што ја напишал првата опера на македонски јазик, Историја, човекот кој што ја напишал Цар Самуил, која што беше моја втора или трета улога, чинам, ако не се лажам, почеток на 2000-тите години, кога почнав да не речам да го Лидија од Македонија беше пред Цар Самуил или по? Не, Лидија од Македонија беше после. Цар Самуил е напишана многу порано, но праизведбата, првата изведба е некаде, ако не се лажам, 70-тите години, 68-70 година, а јас учествувам во втората продукција и во третата последна, која што беше пред 15-тина години. Да. И баш се вчера на самата изведба имаше во позадина на екрана, одеше делот од мојата изведба на Цар Самуил, која што се случуваше пред 24 години, се вратив на моите почетоци и од тогаш, морам да кажем, ја немав изведуван и вчера беше повторно изведена еден дел од самата опера и поминавме многу убаво, затоа што се работи за настан кој што навистина секоја почит за организаторите, има спомен соба за Кирил Македонски, секако ние треба да знаеме и да се гордееме какви луѓе, какви личности сме имале и тоа е навистина историја, човекот, како што кажав, кој што ја напишал првата опера на македонски јазик. Па и се што приметувам, покрај тоа што со супругата сте оперски културни превенци на Македонија и пошироко, Балканот и Европа, да не речеме во светски рамки, ќе зборуваме за градовите, метрополите кај што сте биле, живееле, работеле, некако наоѓаш некоја чудна, интересна спојка меѓу сериозната музика, помеѓу историјата на твојата држава, помеѓу традицијата, се одважуваш ти и твојот тим. Имаш една мисла дадено дека се е ова плод на тимска работа, не поединечна и така натаму. Тука се гледа твојата скромност, во позитива ова кажано. И јас удирам сега на храброста. Нели е малку храбро од тебе и од твојот тим да се обидувате ова да го направите, имате луда среќа, убаво го правите, а нема ли страв од да не се изведе кој што треба или било што? И колку ова се припрема, ја мислам дека у вашата област на музиката припремите се многу тешки, напорни, долги, не така лесно концерт да се направи. Па самото тоа да се напише, односно да се напишат аранжманите за истиот настан, тоа беа преку 15 numeri кои што би требало да се напишат. Значи, ви имате 50 инструменти, имате 15-20 делници внатре во оркестар, за секој инструмент посебно треба да напишете музика на една одредена тема, да речеме конкретно, не знам, назад Калино моме, да ја преработите за симфониски оркестар. Значи, самиот тој процес е долготраен, тоа трае со месеци. После тоа да ние како изведувачи да го научиме тоа, оркестрантите да се спремате, навистина еден сериозен процес, режисерот да го спреми целиот настан, така да вклучен е сериозен тим кој што целото тоа го обмислува. Еве, горе-долу да кажам дека во повеќето процеси сме били и ние со сопругата вклучени, затоа што на некој начин, ако се работи за 25 годишен наш јубилеј, би сакали горе-долу да имаме контрола на тоа што ќе се случува или идејата како би изгледало сето тоа, многу долго размислувавме како да го прославиме 25 годишниот јубилеј, можеше и со некаква оперска представа да биде, но цело ова време може би ќе звучи излитено, но цело време не прати музиката и македонштината од друга страна. Не излитено воопшто, морам да ти кажам. И тој спој гледавме да го направиме да изгледа убаво, да изгледа моќно и да изгледа издржано. Верувам дека успеавме во тоа. Не да успеавте, него повеќе од успеавте. Ај се додирнавме до Битола, значи го посетуваш твојот роден град, не го забораваш. Секи ми кажеш како детето од Битола, тој е роден град твој, 77 така, да, си роден. Ти завидувам на младоста што уште ја имаш. Кажи ми како детето Игор Дурловски од Битола се одважи, продолжи во Скопје,
го заврши циклусот образование Скопје, па отиде во Виена. Колку знам, еден светски правенец за бас бугарин ти беше ментор и после полека една по една ги освојуваше европските па светските музички метрополи. Така е на твоја кратко размислување за твојата музичка траекторија на развој. Патот не беше лесен. Многу често знаеме со сопругата да се шегуваме кога таа гостуваше во Метрополитен опера во Њу Йорк, тоа е да речеме врвот на оперскиот свет, можеби, да. Метрополитен Њу Йорк, Ковент Гарден, Скала, Милано и така натаму, Олимпија, Берлин, да. Париз, да. Тоа е тоа, да. Тие се куќите кога отидов таму, кога ќе видиш дека од спротива е Juilliard School и колку им е блиску на студентите кои што студираат таму Метрополитен, физички им е блиску Метрополитен опера, сваќаш колку чекори си требал да направиш или колку предизвици си имал во твојата кариера за да стигнеш до таму. Многу често во шега знаеме да ја коментираме таа ситуација. Не беше лесен патот, затоа што патот беше постепен и сигурен. Секогаш имам чувство дека секогаш има некоја виша сила која што ни го покажувала кога сме доаѓале до некаква раскрсница, ти го покажувала од денешна или од подоцнежна перспектива, гледаш дека ти го покажувала вистинскиот пат, вистинскиот правец и сум благодарен за тоа. Таа виша сила, јас мислам дека е Бог. И постепено одеше, нашите амбиции не беа преголеми, затоа и неколку пати сум кажувал во минатото дека тоа што сум го замислувал да го направам на професионален план, многу повеќе од тоа сум постигнал и затоа сум задоволен во животот. Многу често знаеме да бидеме незадоволни од тоа што го правиме. И не само што беше тежок и беше полн со предизвици, но сум благодарен за тоа, затоа што од друга страна и тие предизвици ве прават да бидете посилен во животот. Во одредени ситуации ќе ви треба тој комодитет која ќе го немате, ќе ви треба да знаете како да се справите со одредени ситуации, затоа сум благодарен и за тие предизвици. Па ми доаѓа две мисли. Ајде со странизот ќе почнам. Со Ниче, тоа што нема да те уништи или да те натера да се откажеш, те прави посилен. Ама си имаме ние наш Ниче, дедо Цепенко од Прилеп, градот сосед на Битола, Силјан, приказката за Силјан Штргот, па кој меѓу другото вели, ако паднеш 5 пати, стани 6 пати и продолжи. Има нешто повисоко, возвишено, ти го рече Бог, ја ќе го кажам Создател, што ќе ти помогне, ама немој да се откажуваш. Немој да се откажуваш. После ми е драго што никој пат не сте се откажали и еве го живеете периодот на вашиот музички, оперски и не само оперски Олимп. Јас така милувам да се изразам за луѓе што во својата професија се докажале, ама мислам дека не сте вие само во својата професија со твојата сопруга докажани. Вие мене ми служите како урник за успешно семејство, значи и машката и женската половина се подеднако успешни, нема да ве мерам, не знаеш кој е поуспешен, ама као целина сте права лига. Имате прекрасни деца, да ви се живи и здрави, близначињата и девојчето. А што знаете да ни изненадите и со песни, импровизација некоја симпатична да направите, ала мене најмногу од се што ме бендисува е кога праќате пораки. Пораки за вредностите животни и работни, пораки за моралот, за етиката, за културата, за уметноста. Дали е тоа некој спонтан процес, Игоре, кај вас? Или ева да речеме, седнувате, го обмислувате, па се не постаат социјални мрежи, Фејсбук и така натаму, и одлучувате да действувате. Вам професија. Морам да кажам, да. Спонтано не е дека имало некаква намера, иако морам да кажам дека сега сите три деца ни се во пубертет и нешто многу тешко можеме да ги убедиме да пеат, да. И не секирате, секи си дојде своје. Верувам дека ќе си дојде дан. Секако ние не форсираме, тројцата од брада не се занимаваат со музика, што не ми е жал, едноставно е прашање на избор, затоа што било која професија, ако ја форсирате ке вашите деца, сметам дека ќе биде само нешто што некогаш ќе сватат дека се незадоволни или несрекни, така да ние
се помиривме со тоа дека никој од тројца, сите тројца се екстремно талентирани за музика, но никој не сакаше да се занимава со истата и верувам дека ќе си го најдат својот пат таму каде што ќе одлучат дека треба. И ова демократија ме бендисува, нешто слично е кај мене со 5 деца, едно бе правник да беше мајката. Ни еден не е, да? Едно не е. Не желам воопшто да ти кажам, бидејќи на Македонија правници и преку глава, да ти кажам. После овие прекрасни концерти и перформанси ваши музички, оперски и не само оперски, него рековме и етнолошки и така натаму, па да не речам и народни творби, вие издигнавте на едно повисоко ниво и ни ги доближивте. Негде прочитав една мисла за тебе и за Ана, вика кога гласот станува светлина. Што убаво. Да ти кажам, преубаво. Значи, во темни времиња на војни, на недоразбирање, на гладови, на не знам какви климатски затоплувања, не знам што све, не сакам вечера да зборувам за лоши работи, некој, не знам кој од Facebook го најдов ова, да ве окарактеризира вас како светлина, а знаеме што е светлината и сонцето, за сонцето покасно ќе зборуваме. Ја мислам дека вие треба да бидете горди пред се на вас. Сме исполниле целта. Браво. Да. Значи, браво. За тебе сум кажал, леси смо, со малку кажуваш многу. Ја уште не успевам до тоа ниво да дојдам. Како се чувствуваш кога тоа што си го дал на публиката, си го изнедрил од тебе, некој ќе го спореди твојот глас со светлина? Тоа чувство, ја да бидам искрен, не сум го доживеал, нешто слично на многу пониско ниво, ме интересира твоето мислење. Ништо ќе го повторам, сме исполниле целта. Немам зборови на вистина. Јас сум многу ми е драго кога ќе прочитам убав коментар, затоа што и претходно кога се видовме, разговаравме дека многу често сме полни со негативни коментари. Генерално зборувам на социјалните мрежи, секој може за секого нешто да напише. Многу ми е драго кога ќе прочитам вака искрен и убав коментар кој што и тешко може да се искоментира. Па види, ајде да направиш што ќе кажеме негативно за вакви мокни елоквентни гласови оперски и ти сопругата, кажи ми. Ајде, ево. Па нема, не разоружувате да ти кажам. Кога сме кај коментарите, не можам све да памтам на памет, веќе старијам, али не можев ова да не го спомнам. Вика за концертите, ама и не само за концертите. Вика, Ани Игор Дуровски, супериорни. И од друга планета, вели. Од која планета ви, Игор, доваѓате? Мислам овде метафорично музичка, некоја уметничка, културна. Планета Македонија. Браво. Вика, а тие мелем. Се ова морам да го исчитам, Игоре. За душата, за телото, за умот, за очите, за битието. Тој авторитативен, не авторитарен, авторитет. Таа нежна, таа разгалува, тој потврдува. Таа разнежнува, тој со сршта удира. Тој во сршта удира. Таа милува, тој прегрнува. Тие двајца растреперуваат, расолзуваат. Дојде момент кога Калинова пеевте на бис, мене, да ти кажам, ми се најджи кожата и сол запуштив. Морници воздигнуваат. Тие двајца поместуваат универзум. Нашиот светски, Ана и Игор Дурловски. Сега ова нашиот светски сакам да го прокоментирам. Ова не е измислено, ова е почувствувано, ова ја го подпишувам со две раци, и не само ја, и многу покомпетентни од мене во музиката го подпишале пред мене. Секи ми кажеш, се катапултиравте многу млади ти, Јана. Вака прво кажи ми, кај Ќари Ана, кај ја запозна Ана, ти кажи ми. На факултет за музичка уметност. Овде за Скопје. Во Скопје бевме во иста класа. Да. И да не речам поинтензивните дружења почна. Јас имав дебитирано во мај на Мајски оперски вечери 99-та година со Боеми. Моја втора продукција беше Лучија ди Ламермур во ноември-декември истата година 99-та, а Ана дебитираше тогаш. Во тоа време беше реткост млад уметник завршен на факултет за музичка уметност да добие можност и шанса да дебитира. Ние двајца имавме таа среќа. Во тој период имаше една
навистина екстремно талентирана генерација од неколку пејачи која што многу брзо доби шанса после завршувањето и припремите за Лучија ди Ламермур беа нашиот почеток, да речеме, на дружење, за потоа да прерасне во врска, а потоа во брак. Па неки да сте имале само среќа, сте имали нешто друго, и талент, и упорност, и работа, што се вика до муки, ама еве сте успеале. Поентата ми е, за да некој ве нарече светски, вие тоа треба да го заслужите. Вие тоа сте го заслужиле. Ти рече дека не било лесно, дека е тешко. Вие едно време, ја колку знам, живеевте во Германија, ја поминавте станицата Австрија-Виена. Како ви беше тогаш? Па 6 години во Виена живеевме сами. Првите години во Виена беа прилично тешки, затоа што ја заминав на покана на тогашниот генерален директор на Виенска камерна опера, кој што дојде во Скопје да работи на проект, беше диригент и од нигде никаде, туку што завршен студент, како што ти кажев, тоа беше баш тој период. Моите први неколку продукции беа во Македонска опера и балет и ми понуди, работевме Риголето тука и ми дојде на проба со договор со 16 представи за во Виена. Во тој период беше екстремно тешко воопшто да се излезе од државата, ако се сеќаваш, со визи, со едно друго трето. Јас имав можност да настапувам во Виена како млад уметник кој што поинаку ги замислил нештото. Не веров дека толку рано може да ми се случи тој зенит, да кажеме, како млад пејач. Заминав за Виена, имав 16 представи, Ана дојде после тоа, бевме двајцата, влеговме во втора етапа на еден од најголемите надпревари за солопење во Виена, надпреварот Белведере. Дојде и таа во Виена, па тогаш решивме всушност да останеме. Имаше еден период кој што, кога ќе ги потрошите парите од хонорарот, веќе е потешко како ќе живеете во една таква метропола како Виена. Нити моите, нити родителите Нана не беа во можност да не речем да не растат во таква средина со македонски примања и беше навистина, имаше кризни периоди кога сигурно и тој период не направил да бидеме посилни, но на крајот на криштата, како што кажав и претходно, таквите ситуации ве прават и да ги цените работите повеќе кои што понатаму доаѓа и следува и да бидете посилни во секој случај. Така да патот беше можеби спорно сигурен. Не сум сигурен дека бил спор. Пред колку години имате, веќе славите 25 години творештво, него тежок. Тоа го прифаќам, тоа е тежок. И после бел свет да успееш така, а од Македонија си, тоа е малку потешко, После Виена, после 6 години во Виена дојде Германија, прво бевме во Мајнц. Тоа ме интересира колку куќи работевте, види знам, у неколку 2-3 куќи имате настапуване со повеќе филхармониски и не само филхармониски оркестри, а Германија не е било која држава. Да, имаат одлични театри. Тие, да не речем, можеби по мене најорганизираната држава во уметничкиот, во музичкиот свет, во оперскиот свет. Имаат многу театри, ние имавме среќа да бидеме дел од најголемите театри во Германија. Ана беше на фиксен ангажман кога заминавме таму. Прво беше на секогаш уствари сме се обидувале едниот да биде на фиксен ангажман за да има некаква сигурност и да имаме база и за нас и за децата, затоа што децата ни се родија таму. А другиот да биде слободен уметник кој што ќе патува во одредени театри, така да првите неколку години беше Ана на фиксен ангажман во Мајнц, после тоа бев јас во Касел, тоа е централна Германија, 2 години бев јас таму и на крај заминавме двајцата во Штутгарт. И сме настапувале во Ана, тргнувајќи од Виенска штатсопера, Берлин, Минхен, Хамбург, јас настапував во Лајпциг, Бајројт, еден од најголемите фестивали, Вагнеров фестивал, најголемите фестивали во свет и двајцата сме настапувале на Бајројтски фестивал, Штутгарт, кажев, една од најголемите куќи, најбогатите куќи во Германија. Во други држави од Австрија, Шпанија, Франција, Шпанија, кога се јавува за емисијата ти беше во Шпанија. Да, бев, имав. Спомни ние Шпанија, да го заокружиме од тоа светско. Да, за прв пат настапував во француска опера, многу често знаев да избегнувам затоа што францускиот јазик не го познавам, многу тежок и за читање и за изговор. Навистина е многу тежок ако не го познават и ми требаше многу време да се посветам и да го направам тоа да биде на едно убаво ниво.
настапува во Ла Корунја, во операта во Ла Корунја со симфонискиот оркестар на Галиција, кој што е еден од водечките оркестри, еден од трите оркестри, како што кажа, во Шпанија. Настапува во операта Пелеас и Мелисанда од Дебиси, го играв ликот на Аркел. Имав одлични критики во таа продукција, поминавме одлично, публиката реагираше супер, така да тоа беше и мое прво гостување во Шпанија, а на претходно има гостувано во Театро Реал во Мадрид, но беше мое прво гостување во Шпанија и верувам дека нема да биде последно. Јас сум убеден дека нема да биде последно. Се ова може спаѓа во интимното, ама си помагате ли еден со друг кога ги припремате улогите, бидејќи ви се различни, машка, женска, различни гласови сте, ама кога наидувате на препрек. Да. Ја велам фортификацијска препрека, бидејќи, како што самиот кажуваш, не е лесно сега да се солуда. Еден од друг црпите искуство. Да, мора, генерално еден оперски пеач секогаш мора да има некој кој што го, условно кажано, го води или го слуша. Затоа што едно слушате вие, а друго е тонот кој што ќе се продуцира надвор. И секогаш е препорачливо да имате некаков коуч. Ние многу време во Виена сме имале нашата професорка која што не водела до пред неколку години. Сега таа е навистина жена во... Чинам негде прочитав дека сега скоро сте ја посетиле. Да, сега ја посетивме, пред неколку месеци ја посетивме кога бевме во Виена. Тоа е добар гест на учениците, на студентите. Има 92 години. 92 години, се уште држи часови. Браво. Но веќе и дистанцата и годините си го прават своето, не работиме, но еден со друг се слушаме. Да, вие сте веќе зафатени уметници. Да, но еден со друг се слушаме, се исправаме и секогаш гледаме да бидеме потпорени еден на друг, затоа што, како што кажав, сериозно е потребно да имате човек кој што ќе ве чуе. Инако јас за вас на концертот, после концертот вака напишав. Многу кратко, обично ја го пишувам долго, тоа ми е мана, ама реков, тоа е уметност, а на Игор Дурловски. Тоа се уметници, а на Игор Дурловски. Тоа е Македонија, низ музиката, културата и уметноста. И така најдобро се македонствува, бидејќи кога видов таа хемија, кога видов како публиката ве доживува, ама како и вие ја доживувате публиката, мислам дека е некое совршенство кое може би па со зборови не се опишува и е накратко е интересно како да ми кажеш твоето гледање на тоа какво отприлика е, ако можеш да ни го доловиш. И на почетокот споменав дека кога ќе излезете на сцена, посебно на ваков настан кој што ни бил беше најавен како наш јубилеј, знаете дека доаѓаат луѓето кои што навистина ве почитуваат и ве сакаат и се освен убава не очекував ништо друго освен убава енергија и совршен однос меѓу и интеракција меѓу нас и публиката. И после концертот од многу луѓе добивме и пораки и во живо кога се видовме после концертите, многу од луѓето ни кажаа дека сме успеале да ги расплачеме и да ги возбудиме и да ги натераме да размислуваат и навистина на еден уметник е позивот е тоа, да допрете до душата, до чувствата на тој кој што дошол и ви испочитувал и на крат на криштата платил карта да ве слуша. Сега ти кажам, тоа не беше само енергија, не беше само хемија, има еден збор кој е малку на повисоко ниво, а тоа е синергија. Вие дадовте енергија и ја проширивте во салата. Ние вративме со наша и се создаде на синергија и сега немам намера да бројам колку пати ве вративме на бис, ама тоа беше нешто стварно гениално. Игоре, имате ти и твојата сопруга некоја звезда што ја не можам да објаснам да ти кажам. Ама ја тоа го примитив многу одамна и знам уште 19-20 година која на голема политичка партија обучував и вториот циклус 23-24 еден од луѓето со кои ги мотивирав си ти. Твојата слика става пред сите и кажував кој си, кај си почнал, кај си завршил, какво срце имаш за Македонија и така натаму и така натаму. И се сеќавам еднаш, сега малку ќе те насмеам,
кога те викнав ти да им се обрати, викаш, не ми прави вакви работи сотка. Викам, чекај да видиш како луѓето те доживуваат ван сцената. Дали се сеќаваш за таа една средба? Се сеќавам. Кога ти дојде, се обрати, убаво кажа, така не ти беше баш нај, Не ми е ама ја ти затоа што тврдам ми е дека многу луѓето тешко беа да зборувам презадоволни. за себе. Многу е тешко Како да мини се концерт, зборува за како мини себе, да. концерт да одржа. Ајде сега да излеземе малку од музиката, иако тоа е првата твоја ваша вакација со супругата, Ана. 20 година запамтив, една порака имаш дадено, ако си со нас, ја ова нас го сваќам македонците и Македонија, ајде да сватиме за работа. Извини, Игоре, ова веќе е животна филозофија. Ова не е музика само. Иако животот е музика, ама ова е и повеќе од музика, ова е и повеќе од уметност, ова е и повеќе од култура, иако културата е на широка дефиниција која вели култура, има стотици дефиниции, култура е како ги извршуваме работите, какви сме ние. И ја таа во моите книги, брендови, ја земам таа дефиниција. Ти како нешто на нас македонците кои не сме познати многу работливи луѓе, трудолюбиви, сакаше таа година нешто да ни кажеш, дека ако не засукаме ракави, ако не почнеме ние да си ги работиме нашите работи, домашните задачи, дека нема да биде ова работа. Да те подсетам и дали се сеќаваш кога оваа порака ја праќаш? Се сеќавам, да, ова е 2020 за време на парламентарни или пред или за време на мислам дека беше за време на парламентарните избори. Јас морам да кажам дека имав скрос одврзани раце од партијата ВМРО ДПМН и за слоганите да не речам да настапувам посамостојно и да можем да делувам и на тој начин. Ова беше еден од тие слогани. Навистина сметам дека работата е тоа што може да не оправи. Вистински луѓе на вистинско место секогаш. И сметам дека слоганот е на вистинско. После 5,5 години, не. Се вистинските 5,5 години јас го рециклирам, јас го реактуализирам. Сега вака, вчера чув и видов владата собрана од 12 повратници. Да. Иселеници кои се враќаат, кои ќе улагат у Македонија и еве го обратниот процес од белата чума. Игоре, дали ти, Ана, сте предвесници, тоест се покажавте предвесници на овој процес, бидејќи вие после 15 години живеете во странство. 16 години живеете во странство, кој беше тежок, ама не така лош, бидејќи успеавте, вие се вративте во Македонија. Те молам тука дај ми го мотивот зашто се вративте во Македонија, бидејќи е многу битно ова ќе го слушаат нашите и во Македонија и надвор Македонија да сватат дека и Македонија може, и во Македонија може, и да се живее и да се работи. Ајде те гледам, ти задоволен си во Македонија? Јас сум задоволен, да. Иако имавме бурни периоди во нашите животи со моето семејство, но не, види, ние како држава тебе сме ти должни, ама ајде за таа работа одлучив да не зборувам. Нема потреба, така е. Морам да кажам дека секогаш кога сме заминувале, посебно последните години, со Ана, кога сме се враќале назад во Германија, секој лето гледавме да бидеме тука, заедно со децата, да некако да ги врзиме точно за татковината од која што доаѓаат, од која што потекнуваат. Многу потешко ни се враќало назад, отколку периодот кога сме одбројувале, кога ќе требало да доаѓаме за Македонија. И тоа чувство е најверојатно тоа е нешто што ти доаѓа внатре, најверојатно не се опишува. Има луѓе, имам колеги кои што заминали и мислам дека ставиле некаква, не знам, не можам да кажам граница, ама знаат, свесни се дека ќе живеат тука и ќе живеат таму, тука ќе доаѓаат од време на време и тоа е тоа. Ние од самото заминување си имавме кажано дека после одреден период ќе се вратиме назад, затоа што секогаш, како што кажав, чувството било пубаво кога доаѓаш нааму. Ние сме имале супер работа во одличен театар, одлични театри, добро, и сме имале убав живот во Германија, да речем. Сме гостувале на многу сцени, сме биле прифатени од општеството таму на крајот на криштата, затоа што во нашиот свет имате луѓе од сите страни на светот и никогаш не се гледало кој од каде потекнува, кој на кој јазик зборувал или кој му е мајчин јазик. Навистина сме биле прифатени во општеството таму, сме биле дел
сме се интегрирале во истото, сме го научиле азикот, сме живееле со тие луѓе таму. Но сепак чувството кога ќе доаѓаш тука беше нешто поинакво, нешто што не можеш да го опишеш, таа носталгија условно кажано, и решивме неколку години се лефај, уште една година, уште една сезона, и да го сработиме уште ова. И веќе кога поголемиот син ни почна во училиште таму, свативме дека ако тогаш не тргнеме, ќе биде многу потешко, затоа што кога веќе и тие ќе оформат некакви друштва таму, ќе биде многу потешко да ги искорнеме од таму. Дали е исправно, не знам, но ние се чувствуваме убаво, децата ни се срекни тука, ние сме срекни тука, така да верувам дека покрај тие 12 иселеници кои што и јас за нив прочитав во медиумите вчера, дека ќе има уште многу луѓе кои што ќе си дојдат назад. И дека верувам дека има многу квалитетни луѓе надворот од Македонија. Баш вчера запознав еден дечко кој што е докторант, сега не се сеќам точно, некој амерички универзитет беше, ама еден од поголемите, и би било убаво кога такви луѓе како него, или нашава диригентка која што ја спомнавте, Ана Спасовска, таа е моментално на постдипломски студии во Америка, работи со одлични професори, одлични диригенти, би било штета такви квалитетни кадри да не се вратат назад, да не бидат дел од образовниот систем и да не бидат дел одлично, но екстремно талентирано девојче кое што сум убеден дека ќе прави голема кариера. Ја ти кажав, тебе пред емисијата, дека нашиот подкаст е во зародиш, се уште мал бренд во развој сме, ама се разликуваме од другите, ние покрај тоа што сме информативни, сме и едукативни ние праќаме пораки. Може би најсоодветната личност ја најдов да ја завршам годината за баш пораки. Ќе те вратам пак 5 години или 4 наназад. И само ќе ти спомнувам име и ќе те молам да дадеш коментара, а во коментарот се надевам ќе објасниш што е тоа. Кандило. Знам зашто ме прашуваш. Благослов. Так. Тоа се пораки од повторно од кампањата 2020 година. Добро, се ја надминуваат кампањата, да ти кажам. Кандилото, добро, универзално. Знаеш што е на македонскиот народ во традицијата назад во историјата. И не само на македонскиот народ, на христијанскиот народ. Гледав едноставно да одберам зборови кои што мене ми се многу убави. Едноставно можеби нема некаква не можам да кажам нема суштина, но нема објаснување. Затоа, но зборови кои што се мелем. Се чувствува. Убаво ти доаѓа. Кога ќе чуем зборот мелем, е едноставно убаво. Ме предохитруваш. На трето место сум го ставил. Божилак. Божилак, прекрасен збор за македонски збор за виножито, кој што можеби не е така често во последно време употребуван кај нас. Да, ама ти го употреби, ти го визуализираш и видиш. Се ја го работам тоа, ја го нотирав тогаш и после 5 години гледаш, ја ти разговараме. Ја денесе, ама не сакам да зборам се за мене. Ти си на дневен ред. Ја се одма напишав. За да им објаснам на луѓево што значат твоите пораки. Точно беше тоа. Одма напишав без да бидеме во комуникација, точно го свати. Ја бе во тројката. Ти беше друга. Добро, го спомна мелемот, ама мелемот така има и една друга, како велиме, за душа. Да. За душа. Браво. Млад, не би рекол дека толку многу си искусен во музиката веќе си врв, нема тоа не е ја и многу други кажале, ама вакви пораки, ваква визуализација, ова е потврда на ова што ја велам, дека ти веќе формираш животна филозофија, според неја живееш, според неја работиш, си направил вредносен систем, семеен, работен во средината каде што живееш, државата и општеството, и пази покрај тоа си успешен. За да го ова као најден начин заокружиме, некои слики украдов под наводници од кај тебе од Фејсбукот, вака вели 21 година, 22 ден од месецот септември, си напишал
облак што трае, а на ова морам Што грее. Пардон, што грее, виж, слабо читам, а и слабо гледам. Ево го, дзирни го, Македонија. Ова е еден... Кажи го чувството зашто го направи ова. Јас, да бидам искрен, најчесто во одредени периоди или одредени случаи, знам да напишам нешто, да искоментирам и са, не можем ни да се сетам која беше ситуацијата, знам само дека ова е една прекрасен дизајн на Ласко Џуровски, гениалниот, точно, гениалниот Ласко. И не се сеќам точно за што се работеше, ама еве облакот е Македонија. Иначе го спомнавме Ласко, тој не описменува сега со кирилицата. Ја му и бевме заедно и му кажав, Ласко, ти благодарам на стари години што ме доописменуваш. Некој се смее за некои работи, еден мој колега, ама нам ни фали доописменување, не си ја цениме кирилицата, не си го цениме доволно јазикот. Сега ти текнало дека Кокино е нешто голема работа, дека нешто убава работа и пази како си рекол 31-8 година, 2021 година, мајчице Македонио. Еве сликата, си фатил нешто убаво од Кокино. Што те натера Кокино да го поврзи со сонцето, со продирањето тамо таа мегалитска обсерваторија и да го употребиш прекрасниот збор мајчице. За Македонија да не зборувам. Да. Јас повторно ќе кажам, ме фаќаш да не речам неспремен, затоа што навистина многу посебно, ова е 31.8.2021 година, да. Не се сеќам, сигурно имало некаков настан или повод тоа, 31.8. не е празник, имало некаква ситуација во која што или пред 8 септември или имало некаква случка, па сум ја коментирал на одреден начин, затоа и многу ми е тешко сега да објаснам што за некои знам сигурно, кои што се поконкретни. Да. Овде имаш прави споредба со Румена од нашата историја во водката, со девојчето од Комуницата Илинденска, убаво ги споредуваш. Види колку личат, всушност, колку личат. Прекрасна. Колку личат една со друга, да. Има нешто, значи како Иван музиката уметничко во твојата душа, знаеш визуел, а пази, јас сум визуелен тип. Јас сите мои едукации и тренинзи и обуки ги правам според Леонардо да Винчи, визуализација, значи. Јас така учам партитури. Open mind. И ја цел живот памтам со црвено, со плаво, со жолто ке пои, иначе не памтам баш. Сега на овие 6-9 години и така натаму. За да во овој дел од емисијата дојдеме до нешто што е, нема морници ми одат, тоа е, јас сум ја нарекол фотка на деценијата, ти си споил сонце и снег. Сонцето е на нашето национално знаме, а снегот е тој легендарниот. Ова го памтам, да, затоа што настанот се памти. Настанот. Ова беше, имав забрана, не бе во домашен притвор, но имавме забрана затоа што се уште траеше случајот за 27 април, имавме забрана за излегување на собери, да не речам, ке се рачунаше најверојатно како повторување на дело и само го гледав на социјални мрежи и ми беше многу криво што не бев дел од овој протест, навистина имаше легендарни фотографии, имаше. Ја само ќе те потсетам, ја го водев тој протест, конференције, тројца ни откажаа, нема да ги кажам кој, ама притисоци големи и дојдовме во еден момент, нема кој да не биде конференције. Ја реков, ја воопшто не се срамам. Ја и пред тоа сум бил и до ден денес сум тоа, организатор на настани, ивенти. Викам, јас ке го водам, не сгрешив. Тоа е доживување што не може да се повтори, да ти кажам. И еве уште една слична фотографија. Тоа е од истиот, најверојатно од истиот настане, да. На друг начин збориме за тие немили настани што ни се случија 27 април. А овде па јас сум поурлек од тебе, пази ти како велев ја можеш да ми видиш петиот син, а гледа како учам од тебе. Па ја вака велам, сонце, снег и македонците. Овде се чадорите, не се гледат македонците, а овде се гледат македонците. Така да, морам да ти кажам дека тие моменти Македонија ги памти, македонците ги ценат, оние што ја растурија Македонија, што ја обезличија и го зедоа името, нека се срамат, ќе ги стигне правдата и одлучив оваа вечер да не збориме за тоа, мислам дека не ми е лош изборот.
Одличен ти избор. Иако една работа на крајот ќе морам да ја кажам. Ево, во овој дел завршуваме до бескрајот. Ова ти е 21 година, 11.8. Пак во 8 месец, значи, нашето сонце, македонското, исконот и инфинити. Да. До бескрајот е инфинити. Пак нешто си ни праќал пораки. Најверојатно, ова пак нешто си не мотивирал. Ме заинтригира, ќе проверам да видам што се случувало на 11.8.2021. Се случувало, ја мислам, твојот македонизам. Не. Бидејќи најдобро е ако македонството, како што рековме, покрај културата и уметноста ја живееш и ја покажуваш. Јуре, реков дека со тебе сакам да покажам некои работи што македонците треба да ги следат. Се доаѓа до момент кога не смеам да заборавам, во книга што пишувам за лидерство, во работна верзија јас сакам да бидам лидер, ама мислам дека ќе биде или победничко лидерство во крајна верзија, или ќе видиме некое име. И јас имам направено еден кодекс на храбрите. Ама сега ќе ти изненадам, тој кодекс на храбрите ми дојде идеја кога една книга ја прочитав кодекс на хероите, па јас си го направив тоа во храбрите, ама кодекс на храбрите ми текна на една ноќ, а тоа е ноќта пред да на нефер начин утредента вие треба да се изјаснувате кој прифаќа, кој не прифаќа, помилувања, болици, не знам што све таму, да не ги употребувам правните изрази. И видејќи ја во тие работи бев така втурнат, замешан, организатор на некои работи, ја одлучив да те повикам и со колата едни ноќни вртки правевме по партизанска, по илинденска и не знам каде се, и после на крајот си отидовме ја дома, ти дома. И ја едно се сеќавам. 20 минути те убедував да прифатиш помилувањето, аболицијата и така натаму. И ти ме слушаше. Зборев за децата, зборев за сопругата, зборев за кариерата, зборев за животот, зборев за здравјето твое, зборев за све. Ама ти уста не отвори. Ти ме сослуша и само ми рече, сотка заврши? И ја викам, да. Ја одлучив, викаш, и што ви, Игоре? Вика, па ја не прифаќам. Не беше само ти, имав навистина многу многу мои блиски пријатели, познаници, колеги ме убедува да го направам тоа. Одлуката ја донесов претходно, дека нема тоа. Имав поддршка од сопругата, се сеќам една вечер седевме покрај камин и викам, јас не планирам да ја земам, што мислиш ти? Затоа што доволно ги имав, да не кажам, вметнато во сите тие проблеми како семејство, без нејзино, да кажем, одобрување или потврда, немаше да го направам тоа секако, затоа што не сметам дека заслужува да продолжува голготата, но кога слушнав дека ме поддржува во мојата одлука, веќе бев убеден дека тоа ќе го направам така како што сум решил. Се сеќам само ден после тоа, дента кога беше рокот, кога истекуваше рокот, јас точно заради тој притисок од блиски пријатели и познаници, решив, се сеќам, беше 14 часот, мислам дека до 17 беше рокот, така нешто. Во 14 часот влегов во автобус, имаше вечерта некаков концерт, гала концерт на опера и балет во Прилеп. И намерно влегов во автобус, за да нема назад, да немам кола, па се некој да ме убедува. Влегов во автобус, се сеќам 14 часот беше на радио, пуштија вести, само што тргна автобусот, пуштија вести и спомнуваа дека денеска е последниот рок за прифаќање на амнестијата, го слушам истото на радио во автобусот. Веќе бев тргнат на пола пат некаде пред Плетвар, кога адвокатот ми сави ми вика, те чекам последни минути, се дојди да го потпишиш, спремен ми е документот, му кажав са и да сакам се, веќе не можам, далеку сум од Скопје. И секако денешна перспектива не сгрешив, но беше ризичен потек кој што можеше многу поинаку да заврши и за мене и за моето семејство. Јуре, види ти кажам, едно треба да знаеш, ако немаш храброст, ги немаш ни другите вредности. Затоа реков, ово за крај го чувам,
бидејќи повеќе учени имаат кажано, храброста е неопходната вредност за да ги покажеш и другите вредности. Еве, ти си ги покажал, си успеал и во работата, во дејноста примарната, и во животот. Семејство прекрасно си направил, тоа е па најголемото успество и најголемото богатство, ама види, без храброст тоа не се постигнува, да ти кажам. И ја нема да мислиш лошо сум ти мислил тогаш кога не. Види, ја не сум сигурен ја како ќе постапам. Ја 3 пати останував без работа и ја одев во Швајцарија 90-та година, 91-та во Франција и се враќав, не можев да додржам. Ама, сика, мали деца има човек од оперска кариера, ова, она. Ти, бре, брате, одважно. Сите не откачи со двојка и го направи тоа што го направи. Констелацијата на нештата, морам да признам и уште една работа. Имав сериозна поддршка од моите колеги од странство. Во Македонија морам да кажам дека нашиве беа исплашени, можеби на една рака колеги, еве да речеме на 2 раце колеги се броја кои што ми даваа поддршка. Странските колеги навистина сериозно застанаа позади мене и сум страшно благодарен. И можеби и таа поддршка ми даде некоја можеби дополнителен мотив да го направам тоа и фала му на Господ, фала му на Бога. И сега пази. А тебе македонскиот джелат не успеа да те осуди, знаеш какви изјава дава, глупа. Језиво беше, да. Супер глупа. Криво ми е што не го осудив. И тоа не беше правосилна пресуда, така. Да, ама пази, ама тоа она кажа дека она не вреди како судија. Значи, она зборувајќи за тебе, си ја покажа душата. Си ја покажа душата. Јас навистина не гледам нити од човечки аспект, нити кога би бил судија, зошто е била потребната. Прво, не сметам дека некому се правдала, затоа што ако требало некому да се правда за таа одлука, тоа е Фројдов синдром е тоа. Точно, да. Поискусен сум од тебе. Значи, тоа е Фројдов синдром. Не сакајќи ти си ја кажуваш работата што ти е грижа на совеста. Па чути, бре, ја и името не сакам да го спомнам. Македонски джелат, кажа. Да. И таа пропасти децава од 27 април. Обвинителката, кажа светски судски обвинителски јавно-обвинителски срам, она македонски инквизитор средовековен, и за вечерва не заслужуваат нивните имења да ги спомнам, сите знаат кои се. Од прилика би могле тука некаде и да привршиме, да ти кажам, ама бидејќи е крај на годината, бидејќи ти го открив мотивот зашто со тебе сакав да завршам оваа успешна година твоја, на Ана, па и за Македонија пркнавме полека економски, социјално и се надевам ќе оди натаму работата добро и со евроинтеграциите и така натаму. Дали би сакал на моја молба и на екипата од Подкаст Радар за новогодишните празници за 2026-то господово лето да дадеш некоја порака, да дадеш некој убав збор. Значи како, ти си веќе идол на многу и млади, и не само млади, ја не сум во младите, како успешен човек, така да те чуеме, да те чујат и да видат дека дојат добри денови за Македонија и за нас македонците. Па те молам, кажи некоја дума, вака да подзавршиме ненаместено, без клише, без било што. Не знам, едноставно, да бидат луѓето добри луѓе, да прават добри работи, да работат на себе, да слушаат убава музика во секој случај, да посетуваат културни настани и верувам, убеден сум, дека за Македонија следи еден одличен период. Верувам дека сите ние тој период ќе го искористиме да бидеме подобри луѓе, подобри професионалци и да имаме една држава со која што ќе се гордееме како таква. Браво! Иако сме сите ние, нас, македонците, да се фатиме со работа. Да се фатиме за работа. Ова пак е твое, не е мое. Така е. Ти благодарам на поканата и ми беше многу пријатно и драго. Ви сам убав мове си направивме. 2026 година за еден проект ќе се обидиме да те малку наводници експлоатираме, ама веќе како наша бренд икона, македонска, европска и светска, мислам дека ти ќе излезеш во пресред. Тоа е еден проект Македонија, преродба, револуција, државност, ама како што велат, отом потом, а сега пред нас се
новогодишните празници и како што рече ти, малку да се порадуваме, малку семејна среќа, малку среќа во локусот, во локалната самоуправа и во државата да има, па здраве и живот ќе биде подобро. Ти благодарам уште еднаш, да си ми жив и здрав, поздрави ја Ана, децата да се сите живи и здрави и уште долго години да сте ни правенци оперски, не само наши, европски и светски. Што ни гледачи, ова беше емисијата со Игор Дурловски, нашата музичка, уметничка и културна икона. Ова беше последната емисија, ја користам приликата Радар, подкаст Радар во оваа година, ја користам приликата да ви ги честитам новогодишните и божичните празници, да ви посакам добро здравје, да ви посакам долг живот, среќа, а и радост. Довидување, се гледаме до година.